Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Почетни позитивни ефекти за оризопроизводителите имала работната средба што во средата се одржа во Министерството за земјоделство. Земјоделците од Кочанскиот регион заедно со министерот Цветков и представници од откупно-преработувачките предпријатија постигнале начелна согласност дека цената за килограм арпа не треба да биде под 20 динари, но конечното решение ќе биде познато викендов. Тони Ајтовски со деталите. Барањата на земјоделците за решавање на проблемот со ниските откупни цени за арпата и белиот ориз имаат почетно поместување во нивна корист. Таков е впечатокот на членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато, кои заедно со членови на независниот синдикат на индивидуалните земјоделци во средата имале работна средба со министерот за земјоделство Михаил Цветков, а на која присуствувале и представници од откупно-преработувачките предпријатија. Иако на моменти на состанокот имало и повисоки тонови, сепак на крајот се дошло до заеднички заклучок дека цената што ќе се плаќа за килограм откупена арпа не треба да биде под трошоците за производство, односно под границата од 20 денари, па дури и нешто повисоко. На пресконференција од Сдруженијето на оризопроизводители рекоа дека се задоволни што работите се поместиле од мртва точка и се надеваат на позитивен ефект за сите земјоделци, иако оставаат известна резерва за да не бидат повторно излажани. Не сакаме да манипулираме со оризопроизводителите да чујат дека тоа е се уште во преговори. Во петок ќе се знае конечно што е до неа, со која цена можеме да настапиме на откупните пунктови. Ја мислам дека по наши видувања не би требало да биде испод 25 денари од тоа што го барав. Ние цената ја вадевме на републичкиот просек од 5 до 5,5 тона по хектар, а сега са количините не од 3 до 3,5 тона. И сега да речеме и ова цена не одговара, али сепак треба да кренеме од некаде. Во текот на овие 2 дена оставен им е временски период на откупувачите и преработувачите да го кажат својот став во врска со откупните цени и веќе в петок или сабота да се знае колку ќе се исплаќа за килограм предадена арпа. Земјоделците се оптимисти и заклучоците од средбата во Скопје ќе се почитуваат, зашто таков печаток добиле од ставовите на министерот Цветков и неговите соработници, па ни не размислуваат за враќање на сегашното ниво на цените за откуп. План за пониска цена нема, значи нашите барања мора да бидат исполнети во целост. Како што кажа председателот, нашите барања се едно и единствено. Цена на оризовата арпа и откуп. Плаќање веднаш. Доколку повторно бидат изиграни или пак договорената и утврдена цена што треба да биде позната деновиве не се почитува, земјоделците не се откажуваат од радикализација и повторно излегување на улица за да протестираат. Во меѓувреме, од Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато ги информираат земјоделците од регионот дека од неодамна е отворена нивна канцеларија во една од така наречените печурки во трговскиот центар наспроти Тутунска банка. Канцеларијата работи во текот на целиот ден и таму производителите на ориз ќе можат да се информираат за досегашните активности или да дадат предлози за решавање на сегашната состојба. По неодамнешното завршување на градежните работи за реконструкција, предаден е во употреба мостот кај селото Соколарци. Освен тоа, подобрен е и асфалтниот пристап до селото, како дел од регионалниот патен правец R2342. По 4-месечни градежни изведувачки работи ставен е во функција реконструираниот, односно комплетно новоизграден мост на регионалниот пат R2342 на влезот кај селото Соколарци. Одвивањето на сообраќајот на оваа делница повторно е нормализирано, откако се отстрани сигнализацијата за возачите дека се изведуваат градежни работи, а возилата беа пренасочувани. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево рекоа дека со изградбата на мостот е надминат сериозен проблем за жителите на Соколарци и околните населби. До пред половина година и при најмали врнежи пропустот немаше капацитет да ја пропушти недојдената вода, па доаѓаше до излевање што го отежнуваше движењето на сообраќајот по патот. Со средства од Европската унија
и UNDP завршивме мост на село Соколарци со поврзување кој што беше зафатен од поплавите, кој беше срушен. Тука и беше отежнат сообраќајот, што имаше неколку упади со коли. Во склоп на проектот завршивме и околу 340 метра улица, со тоа што го поврзавме до крајниот дел, кој беше доста раскопана и доста отежната за минување. Со ова нешто и тоа го завршивме. Од страната се поставија канавки кои доточните води од што доваѓаат веќе се истекуваат во самиот канал и само прочистување на канал. Со реконструкција на мостот и дел од улицата кон Соколарци постигната е подобра комуникација со оглед што ова е регионален пат што ги поврзува општините Кочани, Чешиново, Блешево и Пробиштип. Благодарност за инвестицијата изрази и од компанијата Осогово Милк, чиј производен капацитет е во непосредна близина. Овој пат беше непроодан и мораше секојдневно 10 возила да вртат по 15 км повеќе. Многу значи благодарност до општината, до градоначалникот што го изведе овој проект, што го истера до крај. Благодарност до финансиерите. Ова е финансиска добивка за фирмите, но и благодет за жителите на Соколарци. Реконструкцијата, односно изградбата на мостот, беше дел од програмата на Европската Унија за санација на штетите од поплавите, финансирана од Европската Унија и спроведена од страна на UNDP, а во соработка со локалната власт. Должината на мостот е 13 метри, а вкупната вредност на градежните работи изнесуваше околу 150.000 евра. Водостопанство на Македонија ќе инвестира 500.000 денари за рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Тендерската постапка е веќе завршена и се очекува деновиве да биде избрана најдобрата понуда. Во рамките на планираните активности, АД Водостопанство на Македонија ќе инвестира 500.000 денари за изработка на проект за рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Тендерската постапка е веќе завршена и се очекува деновиве да биде избрана најдобрата понуда. По изработката на овој проект, кој е финансиран од ИПАР програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, ќе биде распишан тендер за самата рехабилитација на овој дел од системот. Завршена е тендерската постапка за распишување на најдобар проектант за изработка на проектна документација за реконструкција на левиот магистрален канал. Трасата која што е предвидена за реконструкција е од Зрновци до Борилчево и ова се средства од ИПАР програмата наменети преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Да се надеваме дека сето ова брзо ќе се заврши, ќе се избере веќе проектантот и дека набрзо ќе може после изработување на проектот да распишеме веднаш и тендер за самата рехабилитација, за избор на најдобар изведувач и да се надеваме дека нашите водокорисници веќе ќе бидат задоволни од сите овие работи. Левиот магистрален канал делница до Зрновци функционираше и оваа наводнителна сезона, благодарение на ангажираноста на Водостопанство Кочани и општина Зрновци, со навремено чистење на каналите од наноси на земја и дрва, истакнува Гоцев. Веќе превршува со активностите, машините беа од пред 2 недели излезени, се работеше на потегот од левиот канал за чистење на вегетација и на ѓубре смет што е во каналот. Како што рековме, значи се даваме напори да го пуштиме каналот левиот, како што течело на времето, пред некои си 20 години да тече пак така, и да можеме да ги вратиме сите водокорисници земјоделци на површините кои што се многу плодни по тој дел, да се вратат да може да ги обработуваат и повторно тој дел заживее. Со рехабилитацијата на овој дел од системот ќе се придонесе загубите на вода да бидат минимални, а за земјоделците од општина Зрновци да се создадат услови за обработка и наводнување на нивните земјоделски површини. Јавна расправа за изградба на пречистителна станица за отпадни води се одржа во општина Кочани. Целта на расправата е да ги информира граѓаните и членовите на Сдруженијето на пензионери за оправданоста од изградбата на еден ваков објект за заштита на животната средина. Сдруженијето на пензионери од Кочани се вклучи во јавната расправа за изградба на пречистителна станица за отпадни води, што како проект ја реализира општина Кочани. Овој проект е започнат од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод и општина Кочани, со финансиска поддршка од швајцарската влада и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.
Јавната расправа има за цел да ги информира граѓаните на Кучани, а меѓу нив и членовите на Сдруженијето на пензионери, за оправданоста од изградбата на еден ваков објект за заштита на животната средина и значењето за идните генерации на општината и пошироко на регионот. Истакна председателот на Сдруженијето на пензионери од Кучани Ѓорги Серафимов. Инаку, овој проект има неколку компоненти што се однесуваат на проширувањето на канализациониот систем на Кучани, а е вклучена и изградба на главен колектор кој ќе ги собира отпадните води од градот Кучани и населените места Оризари, Горни и Долни Подлог и Мојанци. Овој колекторски систем ќе ги носи отпадните води до пречистителната станица. За останатите компоненти и предности што ги нуди проектот, пред присутните пензионери зборуваше Сања Гашпарова, координатор на проектот. Останати компоненти на овој проект се корпоративниот развој на комуналното јавно предпријатие Водовод, како и подигнување на јавната свест и зајакнување на секторот за води. Целта на овој проект е да се подобри канализациониот систем за отпадни води во Кочани, бидејќи сегашниот канализационен систем е всушност мешан канализационен систем кој што покрива околу 95% од територијата на општина Кочани. Пензионерите од Кочани присутни на расправата во целост ја поддржаа изградбата на пречистителната станица и колекторскиот систем со цел обезбедување здрав живот за идните генерации. Советот на општина Кочани в петок ќе ја одржи редовната 53-та седница. На дневниот ред се вкупно 7 точки, а советниците, меѓу другото, ќе го разгледуваат и извештајот за извршувањето на буџетот на општината за третиот квартал од оваа година. Советот на општина Кочани в петок повторно ќе заседава во рамки на 53-та редовна седница. Пред советниците на дневниот ред ќе се најдат 7 точки, меѓу кои како поважни се издвојува финансиското работење на локалната самоуправа во текот на оваа година. Тоа е повод да се разгледува извештајот за извршувањето на буџетот за третиот квартал од годината, а ќе се разгледува и предлог буџетскиот календар за 2017-та. Исто така, расправа треба да се води по извештајот за работењето на детската градинка Павлина Велјанова за изминатиот едногодишен период и да се усвои програмата за работа за наредните 12 месеци. Советниците ќе треба да го разгледаат и барањето од градинката за давање согласност за запишување поголем број деца од законскиот норматив, поради зголемениот интерес на родителите да ги носат своите најмлади во воспитно-образовната установа. Советот на општина Кочани ќе треба да даде мислење и согласност за предлог решенијата за именување членови на управните одбори на градинката и на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Исто така, ќе се разгледуваат и предложените измени и дополнувања во ценовникот за користење на спортските сали, што им се дадени на користење на основните училишта. Се најавува дека пред почетокот на 53-та седница ќе се одржи презентација на проектот за третман на отпадните води во Кочани од страна на консултантот Ернст Баслер и партнер од Швајцарија. Училиштето Кучо Рацин во Блатец статусот на еко-училиште го надградува со вклучување во нов проект за промоција на велосипедизмот. Со тоа го отвора патот да стане членка на мрежата на велоучилишта. Учениците од основното училиште Кучо Рацин од Блатец ја продолжуваат еколошката мисија на училиштето со нови активности за промоција на велосипедизмот како начин на транспорт и начин на зачувување на здравието. Меѓу првите 10 училишта во државата кои го отвораат патот за вклучување во мрежата на велоучилишта е и училиштето Кучо Рацин во Блатец. Проектот Едукација за велосипедизам има за цел да ги едуцира учениците од основно училиште на темата велосипедизам, деловите на велосипедизам, зошто е битно да се вози велосипед од урбана и во рурална средина, како тоа влијае врз загрижувањето на животната средина и колку е добро за здравието и на децата и на возрастните. За таа цел, ние за проектот креиравме игра, едукативна друштвена игра, која е втора од ваков тип во Македонија. Првата беше Еко Мало, исто креирана од страна на нашата организација Екологик. Со тоа што втората игра е на тема велосипедизам, ја крстивме Вело Мало. Истата изгледа вака, како што можете да видите на банерот, со тоа што ово што го гледате на банерот представува платформата за играње, која никогаш не е иста во текот на играњето. Тоа е интересно за оваа игра, бидејќи во секој момент платформата со секое наредно движење на играчите цело време се менува.
Во проектот се вклучени 10 основни училишта на ниво на Македонија, 5 се од Скопје, 5 се од други градови. Ќе продолжиме да работиме исто така со овие вклучени школи, што е најава за нешто интересно што следи. Дека овие школи ќе имаат ексклузивно право да речеме да бидат дел од една национална веломрежа, која ќе се формира на почетокот на 2017 година, така да и основното училиште Кочарацин ќе биде дел од истата. Едукативната игра Вело Мало е проект на екологика од Скопје, а како ментори од училиштето се вклучени наставникот Татјана Анакиева и Емилија Костадинова-Тасева. Инаку, ова не е прв еколошки проект на училиштето. Наставникот Анакиева со учениците зад себе има и неколку награди во делот на екологијата, кои што успешно се имплементирани како во училишниот двор, така и во селото Блатец. Следува спортската информација. Младите фудбалери на Фудбал Старс во првенството на детската лига има еден пораз и една победа на гостувањето во Македонска Каменица. На пријателските надпревари во Кратово пак имаа целосен успех, совладувајќи ги пионерите на Силекс со висока гол разлика. Во детската фудбалска лига Источен регион се одигра петтото коло во кое екипите на Фудбал Старс од Кочани имаа нецелосен успех, забележувајќи една победа и еден пораз. Двете екипи од генерациите родени 2004 и 2005 гостуваа во Македонска Каменица, каде се сретнаа со своите врсници од екипата на Каменица Саса. Помладите не дозволија изненадувања и продолжија со добрата игра, при што ги совладаа домакините со резултат 5:2. Нивните повозрасни клубски колеги пак претрпеа пораз од 7:0. Како дел од подготовките за надпреварите во првенството, две екипи на Фудбал Старс гостуваа и во Кратово, каде се одиграа пријателски надпревари. И двата тима на нашата екипа имаа целосен успех и високо ги поразија кратовчани. Генерацијата 2001 воопшто не им дозволи на фудбалерите на Силекс да реализираат сериозна прилика за гол, при што ги совладаа со високи 8:0. Победа постигнаа и фудбалерите на Фудбал Старс од генерацијата 2005. Тие против своите врсници од Силекс играа исто така сигурно и цврсто, па крајниот резултат гласеше 6:3 во нивна корист. Викендов продолжуваат надпреварите во детската и Вардар јуниор лигата, во која Фудбал Старс ќе биде домакин. Исто така и екипата што се надпреварува во општинската фудбалска лига се подготвува за престојниот надпревар во рамки на 6-то коло, откако минатата недела како домакини го победија Бирлик со 6:2. Ги следевте вестите на Канал 8, информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.